Добро вечер, почитувани гледачи. Стартува уште едно ново издание на емисијата Живе и здраво. Се емитува во вторник во 19 часот. Се разбира, ова е премиерното издание, а потоа имате и репризи. Мозочниот удар е една од најчестите причини за смртност во светот, но и Македонија не е исклучок, се разбира. За мозочниот удар, што истиот представува, кои се симптомите и на кој начин се лекува, вечерва одговор бараме од доктор Никола Христов, кардиоваскуларен хирург од специјалната болница Филип II. Пред да го поздравам вечерашниот гостин, да напоменам дека и вечерва, доколку имате прашање на темата, можете слободно да се јавите на 043 230 690. Докторе, добро вечер и добре дојдовте во Живе и здраво. Добро вечер, благодарам на поканата. Така. Ќе говориме за мозочниот удар, кои се причините, кои се симптомите и како се лекува. Но на самиот почеток, како настанува мозочниот удар и што представува истиот? Мозочниот удар, представува една состојба кога настанува одумирање на дел од мозокот, како резултат на недоволен проток на крв во мозокот или како резултат на народот ја вика обично капка, која е како резултат на крварење во мозокот, и тоа се подразбира по мозочен удар, иако малку се разликуваат. Меѓутоа, во основа настанува одумирање на дел од мозокот како резултат на недоволна циркулација. Тоа се случува како резултат на промени на крвните садови кои носат крв во главата. Тие се каротидните артерии, артерии на вратот, тие носат цела крв према главата. И како резултат на атеросклероза на овие артерии, како резултат на онаечта атеросклероза која доведува и на коронарните артерии до инфаркт или пак на нозете на гангрена, овдека доведува до стеснување на протокот на крв, до стеснување на артеријата, намалување на протокот на крв и со тек на време дава одредени симптоми. Меѓутоа, ако настане потполен прекин на протокот на крв, дава и изумирање на мозокот. Сега, во зависност од колку е намален тој проток на крв, има различни симптоми кај различни луѓе. Така. Колку видови на мозочен удар постојат? Тоа што би го напоменав, се вика како резултат на недоволен проток на крв, или исхемичен. Што се вика мозочен инфаркт. Тоа е во најголемиот дел, околу 3/4 потекнуваат како резултат на атеросклероза на каротидните артерии. И 1/4 обично може да настане како резултат на тие промени кои се нарекуваат излив на крв во мозок и така натаму, меѓутоа тоа е друга состојба која спаѓа во доменот, да речеме, на неврохирургијата. Така. Кои се симптомите на мозочниот удар? Како да препознаеме? Обично уште на почетокот, кога постои некое мало стеснување на протокот на крв, настануваат симптоми, обично може да се јават најразлични, кај различни луѓе, како што кажав, може да биде обична вртоглавица, може да бидат главоболки, проблеми со рамнотежата, проблеми со одот, проблеми со фините функции на рацете, на нозете, може да настане проблеми со видот, дупли слики и во потешки, отежнат говор може да се случи, пореметување на слухот, координација, фината координација, може да се поремети и во потешките форми може да дојде до губиток на осетот во половина од телото или пак губиток на моторната функција на пола од телото, што се вика хемиплегија или парализа на одредена форма. Тоа е во потешките случаи, меѓутоа најчесто во полесните случаи, што ги викаме ние транзиторни исхемични атаки, тоа се предвесници на големиот мозочен удар. И обично се овие симптоми што ги кажав, поблагите. Више кога ќе се случат овие, да речем, симптоми, треба да се бара одредено чаре, да се отиде кај матичниот лекар, да се опишат симптомите, да направи преглед и понатаму да побара доплер на тие артерии. Тоа е најважно во диагностиката. Иако може и со обична слушалка да се слушне шумот на каротидните артерии од тоа стеснување, баш како воз да проаѓа, може да се осети. И после се направи доплер. Дури на операција некојаш може да се иде само со доплер наводот. Тоа е, да речеме, во лекувањето, меѓутоа обично кога се иде со после доплер се прави компјутеризирана томографија и на главата и на каротидните артерии и
се утврдува значи каков е инфарктот, колкав е и кој се предизвикувачот, се открива дека се работи за артерии на врата. Така. Ја спомнавте главоболката и некои други симптоми, но дали тоа значи дека ако пациентот, да речеме еднаш во денот, почувствува главоболка, дека мора да значи дека тоа е тоа, или пак ако почесто има такви симптоми, па тогаш да се јави климатичен лекар, па потоа да оди кај специјалист? Сега, сето тоа е индивидуални ситуации. Најчесто некоја јака главоболка која настанува одеднадеш, па претходно ја немал, Така. може да збори дека се случува нешто ново. А друго, ако ја пати од одредени, да речем, мигрени или некои други состојби, па има секојдневна главоболка, не значи дека има мозочен удар или намалена циркулација, меѓутоа значи дека има одредени други потешкоти. Меѓутоа, ако настанат некои одеднаш промени кои претходно ги немал, се ново настанат и тоа што треба да се бара причината за тоа. Секако треба и за другото да се бара причината, да не се препишува дека мигрена и тоа е тоа, не ја лечиме, уствари не ја испитуваме, него ќе ја лечиме со апчиња, секогаш треба да се испита да речем таа циркулација, екстракранијална се вика циркулација, значи за да се утврди да не постојат проблеми не само на каротидните, има вертебрални артерии и тие може да дадат доста таква симптоматологија со главоболки, значи во задниот дел од мозокот. Да се направи едно испитување, сепак се прати тие рутински прегледи, па дури систематски прегледи во организациите. И треба да се испита и тоа за да се спречи евентуално негова појава, посебно ако има симптоми. Така. Сметате ли дека е добро тоа што започнаа да се прават такви рутински систематски прегледи на населението, кои што на некој начин и сигнализираат доколку пациентите, односно самите луѓе имаат некакви здравствени проблеми? Тоа е превенцијата, значи најдобриот лек, да речем. Значи раното откривање, превенирање, детекцијата на заболувањата овозможува и нивно рано значи дијагностицирање и лекување, и успешно лекување. И не за џабе постојат тие систематски прегледи за да се открие кај одредени ризични групи, например одредени заболувања или кај жените во репродуктивниот период за проблеми со репродуктивните органи, проблеми со градите, кај мажите исто така со карциномот на колонот и така натаму. И овие секако заболувања, иако овие се заболувања повише специфични за постарата популација, значи над 6-та декада. Меѓутоа со современиот начин на живот, стресот, неправилна исхрана, недоволна физичка активност, пушење, висок крвен притисок, дијабет, листата е огромна. Така. Значи сето тоа границата ја спушта све пониско. И ние ако во нашата болница искуството е порано да имавме операции и на срце и на каротиди на обично луѓе над 60-тите години, сега све пониско се спушта таа граница. Редовно ни сега програмот со луѓе кои се родени негде од прилика 55-та, 60-та, 65-та, да не речеме 70-та, сето тоа влијае, значи тој брзиот начин на живот, исхраната, недоволната физичка активност, пушењето, мастите, неконтролиран притисок, дијабетот, се тоа влијае да овие болести се појавуваат многу порано. И затоа рутинските прегледи се многу важни да ги откријат евентуално нивните компликации, не компликации, него да ги откријат болестите и евентуално се спречат тие тешки компликации, да не дојде до фатален мозочен удар или до фатален миокарден инфаркт, него да може на време да се лечи. Дали со лекарства, дали со други начини. И тоа е целта. Така, споменавте дека е покачена возрастната граница, а дали пак овде жените имаат поголем ризик фактор да добијат мозочен удар? Не, тука се во заштитена положба. Мислам дека зголемен ризикот за мозочен удар неколку пати кај мажите, колку се постари. И значи разликата во половите влијае да тоа е, да речем, заболување почесто кај машка популација, меѓутоа не е исклучена и жената. Има разлики, значи обично е постарите и повозрастната, значи, популација и почеста кај мажите. Меѓутоа сето тоа секако сиде све пониско, границата се спушта, се повише се приближуваат и разликата меѓу половите, значи. Тоа се дел од ризик факторите кои што доведуваат до мозочен удар. Кои се други ризик фактори кои што можат да доведат до ова?
Значи предизвикувач ви кажав, кај 3/4 атеросклерозата на каротидните артерии и артерии на вратот. Значи се што предизвикува атеросклероза може да доведе до мозочен удар. Истото може да доведе и до инфаркт, бидејќи тогаш атеросклерозата на каротидните артерии, а истото може да доведе, ако е на артериите на нозете, и до појава на таа каудикација или крајниот стадиум гангрена. Сите три состојби се гангрена, инфаркт и мозочен инфаркт, миокард инфаркт и изумирање на делот кила. Значи ги доведува до атеросклерозата. И сега, еден, ако кај нас, да речеме, или на било кое друго место, дојде преглед, често пати се откриваат, има, например, симптоми со срцето, стегање во градите, има, да речем, коронарна болест, која бара одреден третман. Кога ќе ги испитаме и каротидните артерии и артерии на нозете, ќе откриеме дека и на тие места има одредени промени кои може ќе бараат некој третман. Значи, атеросклерозата е болест која го напаѓа целиот организам, а се манифестира на различни места во каде зависно со тоа каде е подоминантни се промените. Би ги наброев ризик факторите, значи најважен ризик фактор е генетската предиспозиција. Што подразбира тоа? Подразбира дека ако некоја фамилија забола од оваа болест и вие сте го наследиле, значи генетскиот код, голема веројатност дека вие ќе боледувате таа болест во текот на живот. Посебно ако постојат ризик фактори, значи ги наброев, тоа се пушењето, недоволна физичка активност, неправилната исхрана, зголемено ниво на масти во крвта, зголемено ниво на масти во исхраната, значи шеќерот, неконтролираниот крвен притисок и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ако имате генетска предиспозиција, вие ризик фактори плюс сте изложени на стресот и се плюс сте изложени на ризик фактори, значи шансата да заболите од оваа болест е неколкократно поголема во однос на останатата популација. А ако имате генетска предиспозиција, а ризик факторите ги избегнувате, тогаш значи шансата ви е да заболите колку кај оние кои што немаат ризик фактори, значи кои што немаат генетска предиспозиција, значи многу се важни тие ризик фактори. Сега дури постојат методи и да се открие предиспозиција со генетско испитување, со генетско мапирање, се открие кодот, се открие генот кој одговара на тоа заболување, па дури да знаете дали ќе заболите некогаш од такво заболување. Може ли тоа тука некаде во Македонија да се направи? Па има сега моментално, значи ние доведовме таква една, да речем, не е апарат, не е машина, меѓутоа да, која дозволува за кратко време да се направи генетско испитување, да се открие кои предиспозиции спрема кои болести ги имате и соодветно да се внимава на тоа. Ако има предиспозиција фамилијата за карцином на колон, значи да се внимава, да се иде почесто на рутински контроли, да се избегнува одредени видови на храна и така натаму и така натаму. Дека ако има предиспозиција за коронарна болест, тогаш се знае да се избегнува пушење, стресот, ако може здраво да се живее и така натаму. Каква е процедурата за такво едно испитување? И колку трае? За генетското? Да. Па, тоа се зема преку крв, значи се одредува и сега, во зависност од тоа што сакате да речеме да добиете резултати, мислам дека се работи максимум за 3-4 сати се добиваат резултати, може да се знае да речем во кои гени ги имате, кои би можеле да евентуално да доведат до одредени болести, соодветно значи да се превенираат тие болести. Мислам дека и тоа би требало исто така да влезе во рутински скрининг и не само скрининг, него и систематски прегледи на населението, бидејќи тоа значи промена на целиот медицинско згрижување на луѓето и поинаков третман. Најблагодарен лек, најефикасен лек е превенцијата. Така, дали овие генетски испитувања може конкретно само во Филип II да се направи? Сега мислам дека само конкретно тоа е релативно нова технологија која се употребува во други земји, меѓутоа мислам дека на нашиот простор е прва. Па може ако е Скопје центарот, во радиус од 500 км, мислам дека е единствена. Даваат резултати овие испитувања еве во другите земји. Веројатно сте направиле некакви истражувања. Да, во Германија на пример со такви значи се одредуваат предиспозиции одредени болести се. Затоа германците имаат животен век над 80 години, че просечен животен век, а во Македонија мислам дека просечен животен век е мажите под 70 или под 65, не сум сигурен. Тука некаде, но и над 20 години разлика, значи во просечниот
20 години не биде разлика на prosječен животен век на германец и или швајцарец и македонец. Значи, сето тоа е таа основната превенција на одредени заболувања. Значи. Токму така. Дали температурните разлики, промените на времето, климатските промени, кога преминуваме од едно годишно време во друго, дали тоа може да биде ризик фактор за мозочен удар? Искрено, не, меѓутоа мислам дека не е директно поврзано, меѓутоа може да има промени на крвниот притисок, па тие индиректно да влијаат на овие промени, да речем. Сега има промени во воздушниот притисок и разни други промени, меѓутоа влие на промена на крвниот притисок, па потоа тоа индиректно влие, да речем, на овие заболувања по зајава на мозочниот удар или пак зголемено ниво на мозочни удари. Така. Какви се шансите за опоравување од мозочен удар? Веројатно во зависност од самата силина на Да, има израз дали удрил чиракот или мајсторот. Така и за инфарктот. Значи, мозочниот удар може да се да не се осети, први на форма. Значи да нема симптоми, да се открие, да речем, на иако е ретко, меѓутоа може да се открие на дека постојат некои мали оштетувања на мозокот, на некој рутинско испитување за некоја друга работа. Може да постојат баги симптоми, предвесници, што ви кажа, мали мозочни удари кои се нарекуваат транзиторни исхемични атаки. Тоа се тие вртоглавици, проблеми со одот, главоболки, дупли слики, тешкоти со говорот, завлекување на зборовите, значи неможност за правилен одот, неможност за фини координирани движења, оземност на пола, лице, трнење на лицето и така натаму, значи голем број невролошки може да дадат симптоми. Може да постои потешка форма, каде што ќе биде прав мозочен удар со одземање на дел од телото и со трајни промени на кои не може да се повлечат, па дури ако се врши лекување, бидејќи тој дел од мозокот е оштетен и не може да се опорави. И може да биде фатален, да биде голем мозочен удар, кој може да биде фатален. Значи, да предизвика смрт. Сега, иако настанал мозочниот удар, иако настанал, да речем, оштетување трајно, сепак овие промени на каротидните артерии треба да се третираат. И тоа више ако настанале такви промени кои довеле до мозочен удар, тогаш постојат два начини на третман. Едниот е, да речем, со стент, меѓутоа стентот е резервиран за одредени специфични случаи, не за широко распространет, кај секој да се става, обично се користи во ако претходно има операции на врат или пак ние ги викаме хостайл, значи непријателски врат кој не може да му пристапиш така натаму, тогаш може да се вгради и стент. Меѓутоа најчесто се рекува со една едноставна операција која трае и релативно брзо, се изведува во нашата институција, дневно имаме по 4 до 5 такви операции, каде што треба да се отвори артеријата низ еден мал рез на кожата и да се исчисти, тромбена артеректомија се нарекува, да се отстрани сето она што е атеросклеротски прљаво нечисто, потоа да се затвори артеријата и да се воспостави повторна циркулацијата. Тоа се прави за да не настане нов мозочен удар ако пациентот го преживел, кој би можел да биде фатален или пак да доведе до уште поголем инвалидитет. Така. Тоа е начинот на третман. А колкав е ризикот од повторен мозочен удар? Вие го споминавте овој хируршки зафат, но може ли да се случи покрај тоа да се случи повторен мозочен удар? Да, значи има две артерии, поточно 4 артерии, две големи, две мали. Малите поретко се третираат, меѓутоа и тие може да се третираат. Вертебралните артерии, значи тие го прават, снабдуваат помал дел на мозокот на крвта, меѓутоа најчесто се од двете каротидни артерии. Треба да се оперира едната и ако има промени треба да се оперира и другата, бидејќи ако едната сте оперирале, може да настане другата мозочна удар. Често пати имаме пациенти кои оперира на едната, па другата. Меѓутоа независно и од тоа може пак да се јави мозочен удар ако тромбите потекнале од некое друго место, дали лакна аорта или пак може од срцето да има при неправилни, тоа не го спомнав, неправилна работа на срцето, значи која може да настана тромби во самото срце, иако е поретко тоа и може да даде вакви. Тие се повише емболиски се викаат компликации, него директно како резултат на атеросклерозот, меѓутоа одговорот на прашањето е да, може да се јави. Што да направиме доколку еве сите имаме семејства со
што и повозрастни и помлади лица, што ние како луѓе треба да направиме при ваков случај? Значи, првин кај матичниот да се објасни симптомите, да направи преглед, да е една слушалка на каротидните артерии, да и да се, ако постои евентуално можност за ехографија, за доплет, да направи доплет на тие артерии. Сега, кои на сите останати артерии, и срце да го погледне на ехо, ако може, и тоа најважно се направи доплет. Доплетот ќе покаже дали има или нема стеснување, дали има промени на зидовите на крвните садови, или пак комплетно запушена артеријата, и после треба да се направи, значи се вика тоа компјутер на мозокот и компјутер на каротидните артерии. Често пати кај нас доаѓаат само со компјутер на мозок. И ти ќе видиш дека он има мозочен инфаркт. Се гледа и по него, например, има некој траен инвалидитет. Меѓутоа не гледаш какви се каротидните артерии, деки не се снимени. Треба да се направи, значи, и компјутер на глава, и компјутер на каротидни артерии. Тоа е релативно едноставно и после треба да се подложи на третман. Ако има, ние викаме сигнификантна стеноза, значи негде над 70% стеснување на крвниот сад, треба да се подложи на хируршки третман чистење или пак евентуално стентирање. Иако реков само во одредени ситуации стентот. Меѓутоа, понекогаш сива е зоната меѓу 50 и 70%. Обично, ако има тоа стеснување на артеријата од 50 до 70% и има симптоми пациентот, тогаш ние му предлагаме да се изврши оперативен третман, за да се спречи евентуално појава на овој мозочен удар. Така. Како се лекуваат пациентите? Ете, ако има потреба ќе се изврши хируршки зафат, која е терапијата која што треба да примаат? Па, основата е да се изврши хируршки зафат за да се превенира нов мозочен удар. Меѓутоа, стариот не се лекува. Тоа е думрено ткиво. Може со физикална терапија да се подобри до него. Така. Меѓутоа, тоа е основата, да се спречи појава на новиот. Постојат различни терапии, физикални терапии, значи терапии со медикаменти, меѓутоа чим е одобрено дел од мозочното ткиво, не можно е да се опорави. Целта на операцијата е да превенира појава на нов, или пак ако има транзиторни исхемични атаки, да спречи појава на мозочен удар. А мозочниот удар само по себе, значи, ако се работи за ваков исхемични, каде што настанало настрадување на мозочното ткиво, не може да се излечи. Така. Кои се последиците кои што произлегуваат после мозочниот удар? Па ги напоменав, тие се, значи инвалидитети може да настанат. Трајни инвалидитети со губиток на осетот за одредени функции, моторни функции, сензибилитетот, неможност за движење, значи тоа не е само за пациентот, него цели фамилии тоа Так, ги точно. Да речем ги става во една ситуација да мора човек да постои да се грижи за основните функции, значи за виталните, за исхраната, ако не може да се храни сам, значи за хигиената и за така натаму. Тоа се потешки работи него, да речем, правите оние последици кои во пациентот може да настанат, да речем, освен најголемиот, најтешкиот е појавата на инвалидитетот. И уменува односот во целата фамилија, да се менува животот. Така да, затоа е многу важна таа превенцијата, да се спречи неговата појава. Или пак да се спречи евентуално појава на нов мозочен удар. Така. Од вашето лично искуство споменавте дека дури и до 4 вакви интервенции дневно правите. Можете ли да направите паралела со некој известен период наназад и тоа што се случува денеска? Дали на начинот на живот на кој што живееме сите ние придонесува до зголемување на бројот на мозочните удари? Може да заклучиме дека повише се диагностицираат. Што значи тоа дека повише... Не дека и претходно ги немало? Да, значи претходно обично било, си отиде човекот. Така. Од што, од како не се знаел. Меѓутоа сега повише се диагностицираат и тоа е за мене подобро бидејќи се мисли на нив, значи се мисли на тие заболувања, се испраќаат на соодветни лекари да се откријат и доаѓаат за помош за третман. Значи,
Тоа е подобрата варијанта него да не се откријате. Сега бројката порано кога немаше адекватна диагностика, не можевме да кажуваме за какви бројки се работи. Меѓутоа сега имаме, можам слободно да кажем, 4 до 5 на ден. Значи, овакви операции, тоа се отприлика, значи, неделно по 25-30, не, 20 до 25, 100 месечно, значи, тоа е голема бројка. Така, кој е најмладиот пациент кој што дошол кај вас со ваква состојба? Од атеросклероза, па негде околу, мислам дека е 35 или 36, меѓутоа има случаи на помлади кои настануваат и спонтани се викаат тие и дисекции, така натаму и помлади има за кај спортисти може да се случат при преголеми физички напори, така натаму и така натаму. Меѓутоа обично од атеросклероза мислам дека е 35 или 36. Значи поради кој сме требале да оперираме, да речем, каротидот. Што е и поразително. И сега, кои се превентивните мерки кои што треба ние да ги превземеме за да спречиме мозочен удар? Тие се глобални превентивни мерки за цело општо здравје, значи за појава на атеросклероза. Првин, ако може да се избегне стресот, нели? Ако може. Так. Или да се најде издувен вентил. Значи, издувен вентил во смисла со занимавање со спорт или пак физичка активност редовно, не само сабота или само недела, него секој ден. Втора, начинот на исхрана се смени да се јаде почесто, помали порции, да се јаде здраво, повеќе овошје, зеленчук, помалце, да речем преработени и конзервирани работи. Трето, добра контрола на шеќерот, ако има посебно проблеми, да речем, со шеќерот. Ако има проблеми со крвниот притисок, исто така добра контрола, бидејќи високиот крвен притисок, иако изгледа без никакви ефекти, долгорочно, тој дава многу тешки оштетувања на крвните садови. Исто и дијабетот. Оние кои имаат јувенилни форми на дијабет, например, просечниот животен век е 20 години помал просечниот животен век до 20 години во однос на останатата популација. Значи, затоа е многу важна таа правилна контрола на гликемијата. Пушењето секако. Апсолутно и активно и пасивно пушење. Значи, да се биде во простори кај што пушат луѓе или пак во нивна околина. Така да, ако има зголемено ниво на масти, да се третира, да се во крвта да се третира, значи да се проверува, да се прават и рутински, лабораториски и да се иде на рутински прегледи кај доктори, да се, ако се осетат одредени симптоми, да не се препишува мигрената или промена на време, него пак да се побара стручна помош, да се види што ќе каже, дали ќе направи одредени испитувања. Да, мислам дека тие се... Алкохолот не го споменавме. Па, Што го прави алкохолот на организмот? Кога се зема во поголема мера? Добро, во поголема мера, значи, меѓутоа, чаша 2 црвено вино не е лошо. И пивото сега да не испадне да се фрлиме сите на пиење, меѓутоа и една чаша пиво исто така, според мен, или една чаша ракија не е лошо. Меѓутоа, да не испадне пообратно. Обично имаме шала со пациентите кои си одат дома, прашуваат доктора, може по ракија ќе да пивам? Може, ќе им кажеме. И после доаѓаат на прва контрола, жените викаат, доктор си му кажал дека може да пие, не е тргнат од ракијата. Ама по една чаша, да рече, пред јадење, или исто да и со вино, или пак пиво, меѓутоа да не се претерува. Све да биде умерено е релативно добро. Освен да се избегне, нели, пушењето колку што може, загадениот воздух, посебно за велес, нели. Так. Она што секако специјалната болница Филип II го прави континуирано е подигнување на свеста кај луѓето за сопственото здравје. Веројатно ќе продолжите и понатаму така и уште еднаш да се навратиме на она што вие ќе го правите веќе по превентивни цели, ова генетско испитување. Значи, ајде уште еднаш, што е тоа што е потребно да се направи? Значи, се зема крв,
Дали јас ако сакам да испитам дали ќе добијам мозочен удар или може да Све што е запишено во гените. Така, дали можам неколку работи да испитам? Да. Така. И тука спаѓа во тие неколку часа спаѓа се. Да, тоа е предиспозиција кон одредени болести, значи кои ги имате во гените сега. Тоа што се да речем најчестите се, не збориме за одредени ситуации на да исклучиме повреди и така натаму кои не може. Меѓутоа да се открие дали постои одредена предиспозиција за одредена болест и да се внимава и соодветно превенира. Например, ако постои предиспозиција за, не дај Боже, карцином на белите дроби, секако треба да се избегнуваат сите ризик фактори за појава, за да се спречи неговата појава. Значи, пушењето, загаден воздух и така натаму, да не зборам. Или пак карцином на колонот кај мажите, или карцином на дојка кај жените, рано откривање, па дури, знаете, кај некои во Америка жени кои имаат фамилиарна предиспозиција, дури се одлучуваат на ампутација на двете, иако, да речем, може едната има, другата да нема, меѓутоа се одлучува да извади и другата со цел превенција на појава на карцином во таа дојка. Дури некои познати глумици го имаат направено тоа, бидејќи имаат генетска таа предиспозиција за појава на тој карцином. И обично, значи, кои знаат дека имаат у фамилија, одат се испитуваат генетски, ако се открие генетски дека и оние имаат предиспозицијата, тогаш може да се одлучат на ваква интервенција и дури се направени таква интервенција, значи ампутација на дојки. Така. Мастектомија. Да се открие дали постои на предиспозиција на карцином на грло на матка и тогаш да се рано да се прават и папови и прегледи и така натаму, почесто да се открие дали ќе се развие проблем, не да се открие кој беше касно. Така, да. Напредната фаза. Тоа е целта на генетското испитување, значи да се открие предиспозицијата и соодветно да се превенира болест. Така. Или пак да се рече во стадиум која би било успешно. Така. Дали веќе имате случаи каде што откривате, дали има заинтересираност? Сега за сега вработените само. Така. Не се шалам, значи треба да почне да функционира и апаратурата е тука, меѓутоа треба да почне сега да функционира, да речеме редовно. Кој имаше храброст од вработените си направи, да речеме. Има луѓе што не ќе да знаат, има луѓе што сакаат да знаат. Така да добро е да се знае, добро да се направи они што сакаат. Има некои луѓе не ќе да знаат. Така, меѓутоа сепак е добро во секој случај за да превенираме, нели, да барем да се заштитиме за она за кое што знаеме дека имаме големи шанси да заболеме. Докторе, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте, бевте гостин во Живе и здраво на К1 телевизија. Благодарам на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам, ви благодарам за вниманието. Новата средба е следниот вторник во 19 часот.